Произведуваме храна, а трпиме за леп, порача оризопроизводителите од Кочанско, кои денес по кој знае кој пат го блокираа регионалниот пат Штип Кочаника и селото Облешево. Бараат оризовата арпа се продава од 40 до 45 денари во зависност од сортата, како изголемување на количините на зелена нафта. Аланската реколта беше откупувана од 15 до 18 денари. Сега се откупува, значи моментално соја нема, дали 10% има, од 22 до 25 денари. Со 25 денари, значи производната цена е дупло помала од откупната цена. И кој може да обстоја? Се се фалат со тие субвенции. Субвенциите се за нас како една лижалка за едно дете. Субвенциите нека ги прекинат на нула, ali нека направат интензивен откуп на оризо и по реална цена. Јас само имам едно прашање до власта, како може да изнесе стотици илјади евра за празнување на празници, а овде народот во Источна Македонија умира од глад. Нити имаме здравство, нити имаме пензиско, секој ден пропаѓаме во долгови. Оризопроизводителите подршка добија и од лозарите. Тие се заканија доколку до наредниот понеделник министерот не се сретне со нив и не се коригира откупната цена на грозието, ќе излезат на протести. Вака не се живее, затоа што зима иде, кој може сега дете да прати на школу, кој може дрва да си купи. Фактички нема живот више. Овде сакаме јавно да упатиме една порака до власта, дека за македонски аграр банкротира. Дефинитивно. Да упатиме порака и до граѓанството, дека ние ќе бидеме гладна нација. Ќе немаме храна да се прехраниме. 10% од површините не се обработуваат. Оризопроизводителите се категорични. Тракторите нема да ги тргнат се додека на барикадата во Облешево не дојдат премиерот Ковачевски и министерот Николовски и во очи им кажат каква стратегија ќе преземат за да ги извадат од кризата во која се наоѓаат.